Наутро Никола стана рано. Си ги обу сините потури, ги навре чевлите. Го облече црвениот едек и обточе со срма и викна на султана. Султано, Поведе мајзо, донесе ми ги песот и кюркот. Султана му ги донесе песот и кюркот. Тој го наметна кюркот, го кладе песот на главата и ми нарача. Денеска е каза, на ручек нема да дојдам дома. Неси нешто и прати ми на мене. добро голе, ќе ти месам зелник со штаби и ќе ти пратам ручек порушка. Никола тргна. Султана влезла во одајата, ги стулети пустелнините и ја измети куќата. Се сети за барачката на Никола, го зеде зимливот и рече. Варвико Георги, јас ходам в бавча. Не сакам да го викам Георги. Ами како сакаш да го викам? Ти го викам легално Гоце, како што го викам јас. Добро, Гоце. Само те молам, Варвико, и лувај го, за да не плаче. Јас ќе се вратам скоро. Рече мајката и тргна на баба. Се растеше и расте, и се разбиваше. Кај неговата лука беа неговите сестрички. Те го луваа и му пееа песнички. Веќе почна и да губа. Еден ден, едната сестричка радосно извика. Мамо, на Гоце му пораснало запче. Кога Султана се наведна на луката, виде устата на Гоце бело како бисер запче. Нехнувањето на првото запче беше голем домашен настан во куќата на Никола. За да се одбележи тој домашен настан, Султана ги засака ракавите, одсеа брашно и меси турта. Од туртата Султана прво прати кај кумата, а другите пакчиња ги раздели по соседите. Гоце растеше како фидат, веќе и провод. Сестричките толку го сакаа, што никој не го пуштила да го сам. Каде и да одеа, се за рака го водеа. На крајот на градот, од самото Варош мало, имаше зелена полјанка. Тука на зелената полјанка, кукушките деца се збираа да играат. Децата од долно мало, то повеќето беа од беговите, агите и чорбачите. Ретко идеа на полјаната. А и да дојдеа, веднаш ќе се заврзеа карта, кој се свршуваше со раскрвани глави и носови. Децата од Варош мало играа на полјанката. Куиз, пишка, слепа баба, како и други игри. И Гоце многу пати од таа игра се враќаше дома гос со скршена глава или крвав нос. Во секој ден, така и тогаш, Гоце со другарите, Тасе и Коца, беше на зелената полјанка. Децата патија една магаре, која пасеше на полјанката. Тасе прв му се качи и го потера. Магарата се ика, се стрча по полјанката, почна да се скока и да квоца и го фрли јабаче. Еј, Тасе прасе, ами ти си ми бил некој ум. Види како се јава. Се пофали Гоце и се фрли на магарата на грб. Магарата трчеше, крваше се нозата, чифта. Ама Гоце, иначки се држеше да грива. Браво, Гоце, браво! Како Марко кралет на шарето. Ако Марко крале, а? Почна да се фали Гоце. Не како баба, како што јаваше Тасе. Магарата пак трчеше, фрлаше чифта, трчеше, сакаше да го фрли како и првиот бягаш. Но нашиот Марко крале баш да се држеше. Пред магарата се погоди голема дупка. Магарето силно скокна преку дупката и бам! Гоце се најде среде дупката. Магарата прескокна дупката и летна да бега. Стани, Гоце, стани, Марко крале. И се смееше Таса. Гоце стана. Од едната рака му течеше крв. Другарите се исплашија, окрена и го одведоа дом. Таса му, кога го виде со крвава рака, се уплаши и списка. Што е, Гоце? Кој те удари? Ами што си така? Дайте ти објаснам детко. Дайте ти објаснам детко. Рече Таса. И таа се објасни како се бачи Гоце на магарата, како се правеше јуна како Марко крале, и како
падна водица. Татко му се намрти и додада. Мојот Марко краје си делал меканство на гардето и си ја поведел раката. Така и ти треба, расол поеден. Буди со наведната глава надолу му очекал. Татко му запичка цигара, ја запали и рече. Ајде, султано, изми моја раката. После тргна 2-3 пати од цигарата, поздвигна и дода. Синко, бери си го умот. Со тој му, со таа подоглава глава, денеска си ја раскрвави раката, а утре ќе ја скршиш и главата. Не мина долго, на Гоце му оздраве раката. Да,